Во нашата градина. Едно прекрасно попладне ја наблюдував нашата градина. Сонцето полека се скриваше зад најблиската планина. Само по некој уморен зрак се слушаше над градината и ги милуваше растенијата. Тоа не ме забораваше ни мене. Ја чувствував топлината на лицето и сјајот во очите. Се препуштив на прекрасното доживување на крајот од денот. Ги загледував дрвјата и цвеќињата. Во мислите им благодарев на мама и тато за нивната грижа. Погледот ми одмараше на прекрасната зелена боја и на белите цветови. Очите не ги одделував од таа прекрасна убавина. Тишината ја нарушуваше само лулењето на зелените ливчиња. Во секој миг се надевав дека ќе ја слушнам прекрасната песна на некој заборавен славај помеѓу гранките на дрвјата. Наместо песна, слушнав шепот. Необичен шепот, туку шепот на неколку разлутени гласови. Како крадец се скрив зад клупата во градината. Во миг помислив дека се караат некои деца на улица, но таму немаше никој. Гласовите почнуваа да стануваат се појасни. Јас сум најглавен. Ако не сум јас, нема кој да ве држи да стоите исправено и нема кој да ви дава храна и водичка од почвата. Јас сум најглавен, се јави рапав глас. Ако не сум јас, како ќе растете? Јас сум вашето тело. Вие пренесувам храната од коренот. Доста се карате. Никој не е поглавен од мене. Јас ве разубавував, а воедно храната што ја црпи коренот и ни ја пренесува стеблото со помош на сонцето и ја претворам во вистинска храна и ви ја подарувам на сите вас. Затоа мислам дека јас сум најглавен. Никој од вас не е главен. Се знае од што се создава плодот. Јас сум најглавниот. Со мојата убавина ги мамам пчелките да слетаат. Ги дарувам со полен, а тие пак во знак на благодарност ме опрашуваат и од мене создаваат плод. Вашата работа и не е толку значајна. Мене ме сакаат децата и возрастните. Со мене се насладуваат. Ако не сум јас, сите вие ќе изумрете. Благодарение на моите семки, од мене се создава ново растение. Со едната рака цврсто се држев за клупата, а со другата ја притискав устата, плашејќи се да не го прекинам овој разговор. Во еден миг не можев да се воздржам. Престанете да се карате. Како може некој да биде главен? Па вие сите заедно сте главни. Вие не можете еден без друг. Вие ги сочинувате деловите на растението. Замислете што ќе се случи ако еден од вас... Олја, каде си? Мама не вика на вечера. Дојди побрзо, ако не сам ќе ги изедам палачинките со джем од кај си, довикуваше Михаил. Со луд поглед и со покажување на показалецот ја напуштив градината. Михаило ме прашуваше со колку разговарам во градината. Мојата тајна остана само наша. Секое утро ја посетувам градината со насмевка на лицето и ги поздравувам растенијата, а тие ми возвраќаат со треперење на ливчињата.